Благодарам за најавата, како што и најавивте. Гостин во студио 2 на Вестите на ВИС е заменик народниот правобранител од Струмица Славчо Тимов. Господине Тимов, добро дојдовте во Вестите. Овдека сме да ги информираме граѓаните дека со денешниот почеток на изборната кампања, но и локалните избори во неколкуте општини, меѓу кои нашата Ново село, започнува изборната кампања, а со тоа и вие како канцеларија отварате телефонски број за сите граѓани на општина Струмица и воопшто за сите жители во земјава, на кои што ќе може да пријавуваат неправилности по однос текот на целата изборна кампања. Па каква е ситуацијата од утрово? Имаме ли телефонски јавувања? Се јавуваат луѓето и што е она кое што вие го очекувате? За среќа се уште немаме пријавено неправилности или повреда на избирачко право. Од денеска официјално започна кампањата. Телефонската линија 0800 54321 е отворена. Канцеларијата на Народниот правобранител е отворена, исто така каде може непосредно граѓаните да пријават неправилности. Исто така и телефонскиот број во подрачната канцеларија 034 329 996 и 997. И таму може да се јавуваат и таму или пак доаѓаат лично да пријават било што. Може и лично да дојдат, а за време на изборите ќе бидеме отворени, односно даваме дежурства, канцеларијата ќе биде и отворена. Така, што вели искуството позади нас? Имаме ли големи проблеми? Луѓето знаат ли да дојдат, да сугерираат и да пријават било какви неправилности? Секако, најчесто злоупотреби, притисоци, повреда на избирачко право го пријавуваат по телефонската линија. Меѓутоа, ние сме во постојан контакт со Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, општинските избирачки одбори, исто така имаме контакт и веднаш реагираме и пријавуваме до други надлежни органи кои веднаш мора да реагираат на таквите повреди. Така, што се однесува до она дискреционо право на граѓаните, многу често од граѓаните не се осмелуваат да пријават било што, еве конкретно во случајот изборни нерегуларности, поради она дискреција и поради стравот дека доколку пријават ќе трпат некакви последици. Так. Значи ние и по законот за народниот правобранител имаме право, имаме обврска на службена и државна тајна, на чување на службена тајна, така да имаме и дискреционо наше право е да го криеме идентитетот на лицето кој ќе пријави одредени неправилности, бидејќи неправилностите може и притисоците, заплашувањата да доаѓаат од работодавачот. Затоа упатуваме и апел до сите раководни органи на институции, на државни институции, па и на приватни фирми, да не смеат да се осмелат да вршат притисоци, заплашување, уцени и други начини на повреда на избирачкото право. Во приватните фирми апелираме да ја овозможат и во текот на работното време, доколку работат во недела, да им овозможат непристрасно, објективно и самостојно одлучување на граѓаните, односно на остварување на избирачкото право. Така, и повторно би сакала овдека да споменам до гледачите дека навистина сте дискретни кога станува збор за личните нивни податоци, дека нема да влие на понатамошното секојдневно живење, па дури било какви притисоци да би се охрабрувам граѓаните да немат никаков страв, дека нивното име и идентитет ќе биде оддадено доколку тие не сакаат, нели? Така. Господине Тимов, јас ви благодарам. Премногу е рано и кажавте и вие од утрово немаме никакви јавувања. Ние се надеваме, сигурно и вие, дека до крајот на изборната кампања, дека нема да имаме никакви проблеми. Секако, јас апелирам и до медиумите и до вас, почитувам за телевизиска куќа ВИС. Упатувам апел дека вашата улога е доста голема во однос на објективно, непристрасно објавување на информации во текот на предизборите, во текот на кампањата, за време на изборите и по изборниот процес,
бидејќи вашата улога е доста голема. Така, ТВ канал ВИС секогаш се трудел објективно да известува, така ќе биде и во ова предизборна кампања, па дури и кампањата за градоначалник на општина Ново Село. Ви благодарам уште еднаш. Еве уште еден апел и од мене, 0800 54321 е телефонскиот бесплатен телефонски број кај народниот правобранител овдека во Струмица, на кој што вие, доколку забележите или видите некаква неправилност, ќе можете да ја пријавите.